Задоволен сум што денес, после една година, имаме поинаква и подобра состојба во јавните финансии во Македонија. Ова го потврди и меѓународните институции, а од неодамна и Европската комисија. Оттаму посочија дека Македонија е најдобра меѓу сите земји аспиранти за членство во спроведување на програмата за економски реформи, од кои најголем дел во јавните финансии. Што е направено за Македонија да го заслужи овој епитет? За разлика од порано, граѓаните сега имаат контрола врз трошењето на државните пари. Домаќински се троши, а инвеститорите и меѓународните финансиски институции ја вратија довербата во фискалната политика. Преку повеќе мерки се работи на подобрување на животниот стандард на граѓаните. Преземавме низа мерки за унапредување на транспарентноста. Едно од првите беше подготовката на граѓанскиот буџет. Со тоа јавните финансии станаа достапни и поразбирливи за граѓаните. Сега се објавуваат низи извештаи за извршување на буџетот кои порано не се објавувале. Јавно достапни се договорите за јавни набавки на институциите. Јавноста сега има и активна улога во носењето на буџетот. За буџетот 2018 година бе организирани јавни дебати со невладиниот сектор, експертската јавност, коморите и синдикатите, уште пред истиот да влезе во владина процедура. За дискусија во јавноста беше поставен и новиот закон за јавни набавки. За разлика од порано, државните пари сега се вложуваат во вистински работи. Се инвестира во подобрување на животот на граѓаните. Сега парите не се фрлаат на панорамски тркала, на споменици, на фасади, на палми и жални врви. Сега се извојуваат средства за клучните столбови на општеството. За повисоки плати во армијата, здравството, образованието и детската грижа. Се извојуваат повеќе средства за приближување до НАТО стандардите, за поддршка на домашните предпријатија и највисока сума досега за мерки за вработување. Отплатени се голем број од обврските оставени од претходната влада. За прв пат после подолг период, брзорастечкиот јавен долг е ставен под контрола. За прв пат после 9 години имаме намалување на јавниот долг на годишно ниво. Каматите по кои се позајмуваат средствата сега се значително намалени. Повратот на ДДВ се одвива брзо и неселективно, што значително придонесува во подобрување на ликвидноста на фирмите. Зголемена е довербата на инвеститорите. Кредитната рейтинг агенција Fitch го подобри изгледот на Македонија. На почетокот на годинава Македонија издаде еврообврзница со историски најниска каматна стапка. За прв пат издадовме и 30 годишна обврзница, која значи дека инвеститорите веруваат во македонската економија. Како влада, приоритет ни е подобрување на животниот стандард на граѓаните. Зголемувањето на минималната плата доведе до покачување на платите на над 90.000 работници. Најважно, има висок раст на платите во најниско платените сектори. Но не застануваме тука. Владата најави финансиска поддршка за покачување на платите. Државата ќе го поддржи растот на платите на работниците кои имаат плата, просечна нето плата до 18.000 денари. Целта ни е да ја потикнеме спиралата на плати. За прв пат имаме стратегија за реформи во јавните финанси, заедно со Европската Унија. Таа содржи акцијски план и работиме според него. Нашата цел е подигнување на стандардот на живот за сите граѓани во Република Македонија.